Денес во вестите на Тинтири Минтири шоу ве носиме во театарот за деца и младенци на представата Франкенштайн. А мои гости се Ангела Димитрова и Ненад Митевски, кои се едни од главните ликови на оваа представа. Здраво, како сте? Супер. Супер е после представа. Многу ми е мило што сте денеска мои гости и заедно што ќе зборуваме за вашата представа. Вака, ова представа го носи насловот Франкенштайн. Може ли да ми кажете кој е Франкенштайн и каква порака упатува кон гледачите? Па Франкенштайн, нашата представа е по мотиви на романот на кој бе? Мери Шелей. Мери Шелей. Франкенштайн и Франкенштайн уствари сите мислат дека е чудовиштето, меѓутоа доаѓа од главниот лик Виктор Франкенштайн кој го создава тоа чудовиште и после тоа го нарекува Франкенштайн. Иначе ние бевме инспирирани од таа книга, најмногу се обрнавме внимание на тоа, на дискриминацијата и различностите на сите луѓе, особено како знаеме да дискриминираме според надворешен изглед, според статус, според етничка припадност, сите различности. Па Франкенштайн би биле можда сите ние, зашто сите знаеме некогаш да осудиме, знаеме да дискриминираме некого, така да јас тоа би кажала. А кога веќе спомнавте дискриминацијата, дали некогаш сте имале такво искуство и како гледате лично на таа тема? Дали ние сме дискриминирали или дали не дискриминирале нас? Па Затоа што ние и двете. сме биле Дело во која? двете ситуации. Точно, Значи, да. дали несвесно, дали на свесно ниво некоја, ама било тоа, нормално не е добро. Секогаш тој ќе ни се случува на сите, сакале, не сакале, несвесно некогаш ќе дискриминираме некого, ама Да. секогаш е добро да се потсетуваме на тоа дека не треба и дека некои постапки да си ги преиспитаме самите за себе. Така да и представата е за тоа направена, за да си ги прво ние се преиспитуваме самите себе си. Во представата зборуваме за тоа кога ние сме биле дискриминирани, како ние дискриминираме. И затоа е добра за публиката, посебно за младата публика, кај што ќе се надат во многу моменти кај што Ситуација. нивните постапки, дали се во ред или не се во ред, сами ќе просенат. Секој актер има трема пред да му почне представата. Вие лично како се справувате со тоа? Дали имате некој ритуал што го правите пред да излезете на сцена? Па зависи, можда Јас за Ангела можам да зборам, но за Зашто? мене. Како сака да му? Замисли. Па немам некој посебен ритуал, само што сакам да речеме некои минути пред почеток на представа, да не правам муабет со никога, да се сконцентрирам и секогаш гледам да имам вода покрај мене, зашто знае да не си суши устанаците за време на представа, ама некој посебен ритуал немам. Па и да тоа поминало кога бев на почеток на кариера, има многу повеќе трема, ама со искуство тоа имаш секогаш трема, ама тоа е позитивна трема што ја викаме ние. Нормално. е за сите, да. Да. Тремата обично се има на премиера, првите изведби, кога веќе представата се игра, не осеќаш таа трема, посебно не Да. чувствувам некоја трема, немам некој посебен ритуал, освен да си сконцентриран на тоа што го играш денес и представата е жива материја, мислам театарот е жива материја, така да некогаш се дешаваат убави моменти од тоа што Ќе се ти сгреши случило во некогаш. денот или што ќе се сгреши или така да убаво е, не Да. позитивна трема е убава секогаш да се има. Кој актер ви е инспирација и особено го цените од Македонија, а кој од светот? Па јас не создавам, мислам, немам некој посебно актер што не знам се работам според него или според тоа што он го работи, така да Исто јас немам, имам некој што ми се допаѓаат, ама секогаш различно е, на периоди се случува и од многу гледам филмови и серии, така да можеби од странските, би кажала, кој би кажала некој. Ете Мерил Стрип, сите ја знаеме. Не знам, други кој да кажа. Што ви бил идол кога сте почнувале? Извини.
Кога почнував, мене ми беа, зашто јас сум од Битола иначе, и Јас сум. стварно, убаво. И мене ми биле идоли сите, мислам, сите глумци во театарот во Битола и секогаш ме воодушевували и мислам поради тоа дека сум сакала да станам глумица од тоа што сум гледала, така да имаме добри глумци, стварно добри колеги, актери што секојдневно работат. И така да Убаво е на почетокот кога не гледаш и кога Да. не судиш дали некој е добар лош, мислам со тебе сите се добри на почетокот. Од после кој ќе после пора, веќе знаеш, да. веќе размислуваш. Само дали наоѓаш да- мани. Але суштина да, секој И може за да се себе, и за свои и другите. да работиш на себе, така да. Така е. И за крај на ова интервју, дали може да препорачате представа и филм која што секој дете мора да го гледа? За кај нас? Општо. Општо. За кај нас, јас еве ќе кажам за кај нас, како да го делиме мачарот, таа е 12+, младенска представа. Да, па за таа снимав претходно. Да, добро. Таа Роња, ќерката на ограбувачот, Франкенштайн, вечерашнава, која имаме друга? Сите. Многу не су Сите, да. представите кај нас у театар, да. Мене сега дека јас играм они пат ми да ги кажам, да се пофала. И Малиот принц. Малиот Ја принц. немаме за Ја нема. представа, ама да. Многу е битно да Филмот, да. Филмот, Битен да. е. за сите деца, за Јас мислам дека сите анимирани филмови, последни што се прават, се многу добри направени и се има многу јака порака. И јас често ги гледам и сакам и ги пратам новите, така да има многу добри и од Pixar што се и од Disney, многу добри филмови прават. Така да анимирани обавезно да гледат. Не се цртани толку. Да не си мислат. А за представи кај нас. Да представи сите. Најдобри се. Најдобри. Нормално. Па затоа доаѓате кај нас. Па, јас сум најредовно тука, стварно. Баш ми е мило. Океј, толку за денеска, фала што бевте мои гости. Ми беше многу драго и се надевам ќе ви доаѓам на уште многу представи, ќе се гледаме И да ни понатаму. доаѓаш. Да ни фала ти, доаѓаш. што Фала ти. Se krijat na uniformata, ti klekni, svi teklišta, smenija formata, pazi se u kupi, zakući se od doma, a sve do toa počuva od doma. Ja sam te zaostao, ja sam tvoj dom, ne biješ poslušaj, si za tvoj krov, ti za taj rok, klekni i pomiri se. Ne, stani i vidi se, pogledalo, pogledi se kroz svih toc, imaš svoj jas, ti sam svoj boks. Oni se bogovi, čekate da ti da zakača svojte robovi. Čekajte, Samo vije čekajte. Čekajte, turbe kola, turbe ponižuvac, samo vi čekajte. nemoj si ko Bog je dole petni glava. Nasmej se, evo me slite da kukna slava. Evo gi sviračite, spremni da sviram. Samo čeka me popad, čipot da go parkira. Čekajte, čekajte.